Inicijativa od Brest potomcite na decata begalci niz sveto da ga učat makedonskiot jazik. S ovakvo baranje ki izlazat predstavnicite od poveke združenija na lica so poteklo od Egejska Makedonija, kako delot naporite za začuvuvanje na makedonskiot identitet i neguvanje na tradicijata, vključitelno i kaj onije lica koji se rodeni daleko od Makedonija. На големо изненадување, пријатно изненадување, значи нашите потомци предложија да поднесеме иницијатива до владата, каде што ќе побараме да сторат нешто во врска со тоа што нашите во соседните држави, македонците кои родени во соседните држави или иселени од тука на времето, за време 48-49 година, тие имаат деца и внуци веќе заборавиле да го зборуваат македонскиот јазик. И сега би сакале нешто да сториме на таа тема и доколку може апелираме до сите институции да се вклучат во оваа наша иницијатива и сите заедно да направиме нешто на таа тема. Ova inicijativa proizlaze na tradicionalната великденска средба во селото Брест, овој пат организирана по повод 70 години од завршувањето на граѓанската војна во Грција. Да се видиме со нашите луѓе од целата држава кои што денеска се собираат овде по повод 70 годишнината од завршувањето на граѓанската војна во Грција, но и да ја продолжиме традицијата која што е многу значајна. Ова е нашата традиција, ова е нашиот народ. Сите заедно треба да ги негуваме овие вредности, но и да продолжиме да чекориме силно напред кон нашата еднина, развиениот свет. Проценките говорат дека за време на граѓанската војна Грција ја напуштиле повеќе од 100.000 луѓе. Меѓу бегалците имало и десетици илјади деца познати како деца бегалци. Јас сум од Егејска Македонија. Од Егејска Македонија. Драмскиот дел. Драмски село Зрново. Четири деца и мајка ми и татко ми 6 души. Дојдеме тука 12 години јас беше. 45-та беме у Бугарија, од Бугарија дојдеме тука. Голем дел од овие некогашни деца и оваа година се собраа кај манастирот во Брест. Па доваѓам комај секаде овде не беше доваѓал и сега доваѓам прв пат овде. Присетете се малку на приказна. Да, на постарите времења, дека си, шо си, како си. Ова е убаво, ова е за народот петка. Да се наближат народот, да се упознаат, народот да дојде да се упознаат, да не се забрава се народот више секој по дома, се забрава утре да се сретнеме, да се познаеме. Се проценува дека од 28 до 32.000 деца биле евакуирани во текот на 1948-1949 година, од кој најголем дел биле со македонско потекло кој го зборувале својот мајчин македонски јазик. Токму тој јазик во неговата литературна форма, со помош на државата, сега тие сакаат да го пренесат на своите деца и внуци, како единствено нешто што со себе го понеле кога за секогаш ги напуштиле родните огништа.